Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот дневник на Сител ќе гледате. Продолжува интензивното чистење на градот, како што најави новиот скопски градоначалник Орце Ѓорѓиевски. Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на Агенцијата за ИПАРД програмите. СДСМ тврди загрозени се 128 милиони евра. Министерот Трипуновски негира. Агенцијата е посебно тело. Правдата ќе ги стигне сите. Нова средба на македонските и бугарските историчари. Што е ново договорено и што е спроведено од претходните средби? Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помага. Со дигитализација на македонскиот здравствен систем, податоците да го следат пациентот, а не обратно. Раст на цените на угостителските услуги може да има ефект врз туризмот во Охрид. Силен руски напад врз Днипро. Унгарија ќе добие догодишно изземање од американските санкции за руска нафта и газ. За ќорсокакот во евроинтеграциите по извештајот на Европската комисија, за начините и решенијата во спорот со Бугарија, за заедничката комисија за историски и образовни прашања во тема на денот со поранешниот амбасадор во Бугарија Маријан Ѓорчев. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до недела навечер да го реализираат предизборното ветување за чист и уреден главен град. Дали екипите на терен работат со забрзано темпо и што смета јавноста, дали акцијата ќе донесе видлив резултат, одговори бараше Габриела Лескова. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до утре вечер да го реализираат предизборното ветување за уреден и чист град. Екипите на терен работат со забрзано темпо, но јавноста будно следи. Дали ова акција ќе донесе вистински резултати? Јас се надевам дека ќе донесе, а ќе бидам многу радосен ако донесе. Се што почне треба да донесе резултат. Какви се вашите очекувања од големата акција на собирање на отпад? Чисто политичка работа е тоа. Народот има големи очекувања пред избори, после избори и се не баре исто. Сепак дел од граѓаните се длабоко разочарани, бидејќи долги месеци беше оставено отпадот да се трупа околу и во контейнерите. Еве овие лисија кој треба да ги собере? Кој треба да има редовно вработени, се испуштија од работа, зашто не знам. Требаше ли порано да се направи? Требаше, ама не го прави. Да имаат повеќе лична и професионална одговорност кон тоа што го работат. Не само тие што чистат, треба да се прашаме и ние што фрламе ѓубре. Зашто гледам од балкон, многу често се случува ѓубрето да го фрлаат или од далеку или од околу, кога се преполни контейнерите да го истураат долу на земја. Така да, колку се криви тие што чистат, толку се криви и оние што фрлаат. Од денешната Сителова обиколка низ метрополата забележавме дека службите се на терен. Со багери и специализирани возила се собираше ѓубрето од контейнерите. Контейнерите низ главните булевари беа чисти. Покрај други пак не се минуваше поради страшната смрда која произлегуваше од отпадот. Денеска се чисти и коритото на реката Вардар. Ултиматумот кој Ѓорѓиевски сам си го постави, чист град за 72 часа истекува утре вечер во 20 часот и 30 минути. Габриела Лескова, Сител телевизија. Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на Агенцијата за ИПАРД програмите. СДСМ тврди загрозени се 128 милиони евра. Министерот Трипуновски негира. Агенцијата е посебно тело. Правдата ќе ги стигне сите. Нова средба на македонските и бугарските историчари. Што е ново договорено и што е спроведено од претходните средби? Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на платежната агенција за ИПАРД програмите Илија Стоилев за примање мито.
Ексминистерот за земјоделство и пратеник на СДСМ Љупчо Николовски тврди дека коруптивните шеми и скандали на кадри на ВМРО-ДПМН во земјоделството ја доведуваат во прашање европската поддршка за реализација на ИПАР-3 програмата вредна 128 милиони евра. Од друга страна, актуелниот министер Цветан Трипуновски вели дека агенцијата е посебно тело кое ќе продолжи да работи согласно законите и не гледа причина за замрзнување на средствата. Од ВМРО-ДПМН потенцираат дека нема да има толерирање на неправилности и одговорност мора да има. Европската унија може да ги стопира парите од ИПАР-3 програмата, тврди поранешниот министер за земјоделие Николовски. Ова доаѓа откако директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев заврши во 30-дневен притвор, отиземал подкуп за да потпише нецелосен проект од ИПАР-т. Николовски вели дека последиците се огромни и одговорност мора да има. Веќе има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАР-3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат. Илјадници земјоделци и агробизнисмени кои ги имаат планирано своите инвестиции на основа на овие средства или веќе реализираат инвестиции, сега се соочуваат со неизвестност, ризик и страв за да не ги изгубат овие вложувања. Министерот Трипуновски смирува, парите не се загрозени. Според него, овој случај е показател дека законите важат подеднакво и за сегашни и за поранешни функционери. Ги повика надлежните институции да го истражат целиот случај до крај. Агенцијата е посебна институција која што има посебен менаџмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никаква поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата. Агенцијата е акредитирано тело кое што ќе си продолжи да работи согласно правилата и процедурите. Ние ќе продолжиме, како што кажав, доколку има и други вакви случаи да се делува. Не гледам загрозеност на ИПАР средствата и националните плаќања кои што ги имаме како држава. Утринава се огласи и од ВМРО-ДПМН. Секој кој што ќе биде фатен во корупција или криминал, а при тоа ќе има докази за истиот, мора да одговара. Не смееме да дозволиме општеството да не биде мрачно како порано, кога луѓе како Заев, Љупчо Николовски, Груби, Филипче, Перпарин Бајрами, Ден Дончев, Рашковски и слични на ним, за кои има основани сомненија или пресуди за сторен криминал, шетаат слободно по улиците, велат од партијата. Директорот Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа било првата рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министер за локална самоуправа и правда, Джевдет Насуфи, кој сега е сопственик на агрофирма во Струга. Стоилев заедно со уште 3 лица осомничени за давање и примање подкуп добија 30-дневен притвор. На 5 осомничената пак кривичниот суд ја определи мерка куќен притвор. Од судот кажаа дека притворите на 4 од осомничените им се изречени поради опасност од бегство, можноста за влијание врз сведоци и повторување на делото. Мартин Арсов, Сител телевизија. Новите македонски учебници по историја за 5-то и 6-то одделение им се дадени на увид на бугарските историчари на последната средба на Мешовитата комисија. Од македонскиот тим не откриваат дали бугарите имаат забелешки на нив, туку кратко соопштуваат дека со оглед на новата реалност се разговарало околу идниот пристап и методологија во однос на дискусиите околу учебниците. Бугарските историчари пак велат дека наспроти декларативниот став на македонските колеги за ефикасна работа на комисијата, биле потврдени разликите во разбирањето на незината природа. Учебниците што се доставени се истите кои од годинава се во настава за учениците, а одобрени од Бирото за развој на образованието и МОН, вели министерката Јаневска. Македонскиот тим историчари дел од комисијата со Бугарија доставиле на увид нови учебници за историја и општество за 5-то и 6-то одделение на вчерашниот состанок кој се одржа во Скопје. Без конкретни информации дали бугарската страна ги побарала овие учебници на увид и дали имаат забелешки за содржината, во соопштение од македонскиот тим се наведува дека за време на средбата од македонска страна беа доставени нови учебници за историја и општество за 5-то и 6-то одделение. Со оглед на новата реалност на средбата
следбата се разговараше околу едниот пристап и методологијата во однос на дискусиите околу учебниците. Дискусијата по оваа тема ќе продолжи на следната средба. Нагласуваме, македонскиот тим низ својот проактивен пристап за градење на доверба продолжува кон изнаоѓање на одржливи решенија врз основа на взаемно почитување на сувереното право на другиот за различна перцепција кон минатото, стои во соопштението. Бугарските историчари во соопштение за тамошните медиуми изјавиле дека наспроти позадината на декларативниот став на колегите од Македонија за ефикасна работа на комисијата, беа потврдени разликите во разбирањето на нејзината природа. За да се надмине сериозниот застој и да се обезбеди време комисијата да ја заврши својата работа, бугарската страна предложи одржување на дополнителен состанок преку интернет на почетокот на декември. Учебниците кои се доставени на средбата се оние кои од годинава се во наставна програма на учениците, а одобрени од Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука, вели министерката Весна Јаневска за Сител. Обврска е на двете страни, и на македонската и на бугарската, да си ги достават нов вид учебниците по историја, за да се утврди дали има некакви недоразбирања. Ови учебници се ги доставени на увид, МОН и јас како министер до сега никогаш не сме добиле никакви ниту препораки, ниту информации од работата на мешовитата комисија. Од тука немаме ни никаква обврска, нешто да направиме во врска со учебниците. Токму учебник по историја и општество за 5-то одделение во 2023 година, само неколку дена откако беше објавен и доставен до учениците, беше повлечен од настава поради утврдени грешки и содржини, што не одговараа на барањата од наставната програма. На последните состаноци со сменет македонски состав нема постигнато никаков напредок. На претходниот состанок македонскиот тим историчари на увид го доставил и учебникот по историја за 7-мо одделение. Претходниот состав на Историската комисија предложи по 5 препораки за надминување на историските разлики и недоразбирања меѓу двете земји. Од македонска страна има 5 препораки за бугарските учебници за 5-то одделение и исто толку бугарски препораки за македонските учебници за 6-то одделение, кои го третираат античкиот период. На тогашните средби дадени се и препораки за заедничко учествување на Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил. Тоа беше и последниот исчекор во мешовитата комисија. Представените нови учебници по историја за 5-то, 6-то и 7-мо одделение ќе бидат дискутирани на следната средба на комисијата на 11 и 12 декември во Софија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Време е за тема на денот со поранешниот македонски амбасадор во Софија Маријан Ѓорчев. Добро вечер, господин Ѓорчев. Добро вечер. Одличен познавач на историјата, на македонско-бугарските односи и на ЕУ интеграциите, би рекла, на надворешната политика. Затоа некако би почнал со овие секакви оценки слушнавме по извештајот на Европската комисија, но едно е сигурно, тоа е финалното за отворање на поглавјата услов е вметнување на бугарите во уставот. Премиерот вели ако го направевме тоа, извештајот ќе беше оценет со чиста петка, нели? Сега дали и покрај слушнавме свесноста кај председателот на Европскиот совет Антонио Кошта за потребата од гаранции со некаква предвидливост за македонскиот евроинтегративен пат, условот бугари во уставот ќе остане? Па најнапред да дефинираме што е годишниот извештај на Европската комисија. По 18-ти пат, тоа е пресек колку македонскиот општен систем е усогласен со европскиот. И тука сме извънредно усогласени, оценката е тројка, тоа значи добри, а во некои поглавја, во кластерите 4, 5 и 6, дури сме кон добро, умерено подготвени кон добро. Да. Тоа значи дека ние немаме проблем, затоа што конечноста на извештајот завршила со препорака техничко-административна до политичкиот совет на ЕУ, дека Македонија треба да ги отпочне преговорите. И сега условот е, пред тоа беше до 2019, нели пред оној, да не кажам, фатален 17 октомври и Макроновата изјава дека беше да се смени името на Република Македонија, сега е да влезат бугарите во уставот. Новата македонска влада има извънредно јасен, чист, прецизен став, кој што го поддржа македонските граѓани, дека треба да ги избегнеме штетните последици по македонската држава. И тука е владата и предвидлива, и дефинитивна во тоа дека ќе превземе мерки да ги заштити
и да ја заштити сувереноста на македонските граѓани на македонската држава и да ја заштити македонската држава од било какви штетни последици кои што несомнено произлегува во изминатите 7 години од, би рекол, лекомислена, недолгорочна и штетна политика по македонски национални интереси. Затоа тука е проблемот што и председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е свесен дека тоа што се бара од Македонија се бара од една земја членка на Унијата, Република Бугарија, која што елементарно не ги почитува човековите права на бугарски граѓани со македонска етничка самосвест. Затоа што има пресуди од судот на човековите права од Страсбург, кои што 20 години се отфрлаат од бугарските судови, основни, апелациони, касациони и врховни. Некако на пресконференцијата еврокомесарката Косија претрча Македонија, бидејќи е јасна состојбата тоа, менување на уставот, менување на бугарите, за да било што и коментира. Сега, дали овој извештај е еден вид оправдување за Брисел за неисполнувањето на условот од страна на Македонија за метнување на бугарите во условот и купување време? Апсолутно, Европската унија разбира дека има работа со една сериозна, одговорна влада, која што изградила една кохезија со македонското општество и веќе почнува процесот на консултации со македонската наука, академија, комора, синдикати, се води тој диалог внатре во државата, во сите институционални системи, председателски систем, парламентарен, извршна власт, правосудниот систем и дека тоа е на некој начин ова позитивна оценка, за мене тројката е позитивна оценка. Вие сте добри, умерено подготвени, можете да почне преговори. Сега бидејќи имате проблем со уставните измени, кои што се реално прифатени од друга влада, меѓутоа нема двотретинско мнозинство, дајте да видиме што да направиме сега ние како Европска унија, не само во однос на гаранциите, како тој диалог да го подобриме меѓу Македонија и Бугарија. Тростепен е диалогот. Едно ниво е кон Софија, мора тоа да тече, едно ниво е кон Брисел, третото ниво е внатре во македонската држава. Во обидот да извлечам информација од шефот на македонската дипломатија за разговорите со Кошта во Брисел, сега, актуелни, рече дека процесот е доверлив, по доверлив карактер, не може да се обелоденува во јавноста, но значи дека нешто се тркала, да се искористам со тој термин, нели, некаков план за откочување на евроинтеграциите. Ако Кошта среде Софија зборуваше за потреба од гаранции, тогаш тоа е сериозна намера за некаква промена? Од моја гледна точка многу сериозна, затоа што тука се работи, Европскиот совет ги анализира процесите, ја гледа каде е Бугарија во тој процес, ја гледа каде е Република Македонија, Грција и навистина извлекува позитивни заклучоци во насока на тоа дека не може некој толку години да биде закочен во приклучувањето во процесот на проширување, а да исполни толку многу критериуми. Значи да усвои толку многу реформски пакети, нормално некои се реализирани, некои се недоволно реализирани, како што кажуваат и во одредени делови нели во правосудниот систем и слично. Да, борба против корупцијата, правосудниот систем и таму е двојно кој е виновен, зошто не е. Апсолутно, и тука е многу важно да се каже, ако веќе ние тоа е, велат, вие сте умерено подготвени и тие недостатоци ќе ги исправите во процесот на преговори. Значи тоа е тоа. Тоа кој што добро го разбира, мислам дека имаме, ако сме јасни, предвидливи и јасно ги дефинираме нашите цели, функција, организација и контрола, тогаш нема да имаме проблеми, затоа што сме на правиот пат, конечно, без снисходливост, да одговориме јасно и прецизно на секој европско прашање. Добро, господине Ѓурчев, кој е решението? Кој е начинот ако Софија се повикува на Брисел, таму барајте одговори, Брисел вели се повикува на тоа што сме го подпишале? Значи, видите вака, одговорот е многу јасен. Мерит системот не постои повеќе после оно што се случува со обидите да се на брза лента приклучат Украина и Молдавија кон Европската унија. Ние не бевме ниту помалку подготвени од Хрватска, уште повеќе бевме подобро подготвени од Србија и Црна Гора, кои што почнаа 2012-2013, а сигурно одлуката на Макрон да не спречи да отпочне преговори 2019 година најмногу се базираше на блокирањето на Албанија, кој што тогаш немаше уставен суд. Значи ние едноставно сме зрели и подготвени да отпочнеме преговори. Што е проблемот? Проблемот е за Македонија да важи истиот политички критериум кој што важи за Молдавија, за Украина, за Србија, Црна Гора и за Србија и Црна Гора, кога тие почнаа преговори. Тие не ги решија проблемите ни Црна Гора со
корупцијата и криминалот, ни Србија со признавањето на Косово, ни Молдавија сега може да го реши проблемот со Приднестровието, ни Украина може да го реши проблемот на корупцијата и сите проблеми што ги има во Украина, дури изборите не се одржуваат во Украина, нема демократски избори, но разбираме дека таму нели во сите извештаи на Европската унија пишува дека тоа е согласно тешката воена состојба и слично агресијата на Русија, треба да го имаме тоа предвид. Ама за Македонија треба да се има предвид огромните жртви што ги прави македонската држава, македонското граѓанство, македонската економија, македонската форма на управување, сето македонската култура, за да ние докажеме дека местото ни е во Европа. И тоа е тој политички критериум што ќе каже дајте луѓе да им дадеме шанса да почнат преговори и покрај тоа што тој услов не е исполнет. Како да ги почнеме преговорите? Да се метнат бугарите, а да не изгубиме. Па еве една од шансите која што ја даде нашиот премиер господин Мицковски во преговорите со Европската унија за овие колку беа 16 месеци од мај. Толку има. Значи повеќе година и пол беше да нашиот предлог кој што ние би го сигурно поддржале во парламентот дури од опозицијата да бидат внесени во уставот со одложено дејствие. Тоа беше добар предлог. И бугарите би требало тоа да го прифатат, затоа што тоа е известност, имаат известност дека ќе бидат внесени во уставот и така ние треба да го минуваме уставот пред да влеземе во Европската унија, дел од нашиот суверенитет ќе дадеме на Брисел и на ЕУ, тогаш на вистина и во делот на човековите права би значило и бугарите да бидат сигурни дека ќе ги имаат сите оние, би рекол, привилегии кои што тие ги барат во овој момент, а не можеме ние да го испорачаме тоа затоа што не е во ред. Тоа решение се разгледува во Брисел и во Софија? Па нашата понуда беше многу јасна, многу чиста, многу концизна и принципиелна. Дајте, ние сме спремни да тоа го направиме во договор со македонската внатрешна во македонскиот политички систем, со опозицијата, со науката, со академијата и да отпочнеме еден процес на подобрување на двете нива со Бугарија, да им објасниме дека ние немаме ништо против македонски граѓани со бугарска самостојност, кои што имаат своји клубови, своји здруженија, своја политичка партија, сето тоа што го имаме како уставна придобивка за малцинствата во Македонија. Така што мислам дека таа понуда беше многу фер, многу коректна и Европската унија тоа го разгледува, дека Македонија е подготвена. Меѓутоа, ултиматуми, на некој начин поставување услови кои што се непринципиелни, пак ќе кажам, кои што доаѓаат од држава која што има проблем со спроведување на пресудите на Меѓународниот суд за човекови права. И тоа исто за Европа е сигнал. Видите, Бугарскиот Хелсински комитет такви анализи прави за кршењето на правата на бугарските граѓани со македонска самосвест, тоа е да ви кажам за восхитување. Професорот Канев, тој е еден извонреден интелектуалец, на 10 страници секоја година прави анализа што се случува во бугарското општество, дека мора да се реши тој проблем таму. И тоа е позитивно. И така го гледам јас процесот. Ме интересира вашето мислење дали ние треба да го истуркаме тој процес без оглед дали тоа ќе го одобри Софија или Брисел? Апсолутно, ако ние оцениме дека интерес на македонската држава, знаете што, јас мислам дека главна работа во оваа работа е дали сме држава и да сочуваме таа држава, да изградиме силна, појака, побезбедна место каде што ќе се живее пристојно нашите деца, нашите внуци. Тоа да го направиме, а потоа нормално да пристапиме во процесот на конечност на нашата европска иднина заедно со другите европски народи, но тоа треба да биде во двонасочна улога, нема од една страна хипокризија, од друга страна снисходливост. Мора искреност да има. Добро, еве договорот за конечно пробивање на тој фамозен тунел од коридорот 8, дали е тоа на некој начин затоплување на односите помеѓу двете престолнини или е тоа да го наречам диктат на НАТО да ја направи оската до коридорот 8 функционална? И двете размислувања ви се во ред. На НАТО му е нужно врска помеѓу Јонското и Јадранското море со Црното море. Им треба таа железница за превоз на товари, војници, воена опрема и слично. Од друга страна, на државите Албанија, Македонија и Бугарија, им треба исто така на Македонија најмногу, затоа што тогаш стануваме вистинска крстосница на Балканот, коридорот 10 и 8. Меѓутоа, клучното е, јас така гледам, тоа е еден од елементите кохезивни што спојуваат Македонија и Бугарија, не само железницата. Граничниот премин Берово Струмјани, кој што ние го направивме уште 99-та година, а Бугарија со оваа трансгранична соработка 2021-2027 година, дури сега обезбедува средства да направи 8 километри од Струмјани до бугарската граница, горе на Клепалото, граничниот премин.
Тоа се реални потези што треба да ги направиме. Во делот на енергетиката, соработката, во делот на сообраќајот, во делот на железничкиот патниот сообраќај, во делот на туризмот, во делот на научната размена, соработката на академиите, како што почна пред 10 на години, ако памтите, 33 проекта, двете академии. Тоа е патот на добрососедството, соработката и пријателството. Таму има една клучна политичка фигура, која што се уште вака може да биде сериозен играч. Во ова студија неколку пати сте го посочиле председателот Радев како клучарот за затворената македонска капија кон Брисел. Еве тој повторно се закани сега дека ќе формира партија во пресрет на, односно во ек на последните политички тензии во Бугарија, посебно околу Лукойл, нели, и санкциите од страна на САД за руска нафта и газ. Тоа може да се случи веќе следната година, така? Да. Значи, него му изминува президентскиот мандат, сосема известно дека тој ќе се обида, тој е припадник на бугарската левица, и тоа на она ортодоксна бугарска левица, тој беше подржан од председателот Прванов за председател, согласно со БСП, и има клучна улога во обединување на бугарската левица со елементите од бугарскиот национален блок. И тоа е една силна политичка групација која што може да ни донесе сериозни проблеми во изнаоѓањето правилни решенија ако ние навреме тој процес не го отпочнеме и јасно кажеме што ние очекуваме од Бугарија, од сите политички субјекти. Мислите да биде проблем или да биде решение? Може да биде и проблем и решение ако се поставиме ние правилно. Ако имаме тврд став, ако кажеме до тука е можеме да разговараме, она што бугарите знаете како почнуваат бугарите кога е таму. Можеме да разговараме за се, за постоење на македонци во Бугарија не може да разговараме. Значи, тоа е првиот одбивен потек. Ние исто така треба да кажеме, за све сме подготвени да разговараме, за секоја тематика, човекови права, унапредување на граѓански слободи, развој на сите стопански сфери, туризмот, се што представува услуга, меѓутоа, за идентитетски прашања нема да разговараме, нема да дозволиме. На војник, кој што е професионалец, армиски генерал, така треба да се поставиме, тогаш тој би бил може би решение на проблемот, може би и не, може уште поголем проблем, но треба да бидеме тврди, енергични, јасни и концизни што бараме ние од Бугарија. Во континуитет имаме штури соопштенија од работата на заедничката мешовитата комисија за историски и образовни прашања, посебно македонскиот тим. Нели така се случи изминатите 2 дена да се доставени учебници по историја за пето и шесто одделение, кои се во настава оваа година до бугарскиот тим. Министерката за образование вели дека ниту добила барање, ниту пак направили измени по бугарски терк, но од комисијата нов момент е велат дека со оглед на новата реалност на средбата се разговараше околу идниот пристап и методологија во однос на дискусиите околу учебниците. Дали ова најава за нова методологија или нов пристап кон отворените прашања со оглед на затвореноста на ова тело невообичаена досега? Јас би им препорачал и на комисијата, и вие сте еден медиум кој што е најгледан во Македонија, да дојдат тука кај вас и да го објаснат таа нова методологија, затоа што тоа е битно за граѓанството. Прво, недозволено е, ако нема јасност и она што представува медиумска достапност на тоа што работат, тие мора да го информираат македонското граѓанство што се случува во преговорите со Бугарија. Низ брифинзи со вас, медиумите, вие сте пета сила во државата. И тие мора да кажат што е тоа што го договараат. Понатаму, сигурно дека владата, Министерството за образование нема да дозволи туторство на некоја друга држава, туѓа држава да ви ги уредува образовните прашања. И тука комисијата треба да отвори диалог и со Министерството за образование во Македонија и со премиерот на Македонија. И во тој контекст мислам дека во секој случај таа комисија треба да работи транспарентно, треба да биде присутна во медиумите, треба да образлага тоа што треба да се образложи, некогаш јавно, некогаш она што треба да се работи, да се каже што ќе следи во иднина, така што мислам дека нивната работа е важна, но пак е еден од клучните проблеми на кои што почива да речеме согласеноста меѓу нас и Бугарија. За крај, што сметате дека ќе се случува по најавите на премиерот за засилени активности по нова година во однос на евроинтеграциите, пред се комуникацијата со Софија, и што е според вас по веројатно менување на правилата на гласање за проширување или договор со Софија? Јас кажав, двостепено е нашиот пристап. Со Софија мора да разговараме. Мислам дека се одвиваат од мој агол на гледање дури и оние разговори на стекнување доверие
меѓу политичките чинители во Бугарија и Македонија. Понатаму тоа би било отворени средби со конкретни предлози на кое поле би можеле ние да направиме продор за подобрување на добрите односи и пред се искрено и со доверба. А од друга страна, кон Брисел ние гледаме дека Европската Унија се соочува со еден голем проблем во делот на политичката, економската и енергетската политика на Унијата. И безбедносната. На крај. Добро, тоа е и во делот и безбедносната. Тука треба да се следи тој процес. Европската Унија со овие чекори што ги превзема сега, нели, зелената агенда на обновливи извори веќе заменета со нуклеарна зелена енергија. Сега веќе влегувањето на источниот блок од одредени земји преюдицира дека ќе мора и на Балкан да се дадат вентил, да дишат земјите како што е Македонија, Црна Гора, Албанија, да одиме и ние во тој дел со Европската Унија. И мислам дека тие се паралелни процеси. Ниту Балканот ќе остане без да има контакт со Европа, ниту пак Источна Европа може без да се решават проблемите на Балканот, да направат чекор кон Европа. Од и билатерализацијата на проширувањето најмногу ќе им наштети на Украина и на Молдавија. Од и билатералните проблеми помеѓу Чешка, многу билатерални. И тоа исто ќе се одрази врз нив. И тука Европската Унија, шансата наша е низ тие процеси на создавање амбиент на политичко решение, Македонија да го пречекори прагот на одржување. Во очекување на нови моменти до наша нова средба, ви благодарам за гостувањето во тема на денот. Благодарам за поканата. Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помага. Со дигитализација на македонскиот здравствен систем, податоците да го следат пациентот, а не обратно. Силен руски напад врз Днипро. Унгарија ќе добие догодишно изземање од американските санкции за руска нафта и газ. Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помага. Дигитализацијата на македонскиот здравствен систем пак ќе значи податоците да го следат пациентот, а не како досега обратно. Болни со куп медицински белешки одат на преглед од една во друга клиника. За хирушки интервенции има листи на чекање, а специјалисти ги немаат сите податоци за пациентите. Ова е реалната состојба во македонскиот здравствен систем, кој може да стане ефикасен со целосна дигитализација. Следењето на светските трендови и дигиталната трансформација според министерот за здравство ќе значи дека податоците ќе го следат пациентот, а не обратно. Една добра база за дигитализација, дигитална трансформација на здравството веќе постои кај нас, само треба да се надополни со други компоненти, елементи и да имаме здравствен систем кој што секој од нас папката за нашето здравствена картичка ќе имаме на наш мобилен телефон, а не да трчаме уште една со папки, со кеси, ако памтите порано нашите родители одеа и чека пред доктор. Примената на вештачката интелигенција пак ќе овозможи анализа на голем број на медицински податоци, навремено откривање на ризици и препораки за превентивни мерки. За сега здравствените работници не стравуваат дека ќе ги замени нивните работни места, туку дека ќе им помогне во подобар третман на болните. Тие се алатки кои што подигнуваат интеракција помеѓу здравствениот систем и пациентот, и целта на тие алатки не е да се менува доктор со машина или со алгоритам, туку тие да бидат алатки кои што ќе помагат и ќе носат здравствени услуги кои што ќе бидат во реално време, попрецизни и достапни од секоја точка. Идејата на медицината е да преку користењето на вештачката интелигенција се намали и грешката на лекарот меѓу другото и да се направи подобрување во имплементацијата на диагностички протоколи, терапевски протоколи и така натака, така да сум за тоа меѓутоа со голема доза на внимавање и употреба на сите овие параметри. Пред да настанат дигиталните трансформации во здравствениот систем, надлежните најавија дека следниот период ќе објават со колкав и каков кадар располага македонското здравство. Овие промени и следењето на светските трендови беа дел од дискусиите на Саемот за медицина во организација на Комората за приватно здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија. А во Штип се подготвува Центар за рана рехабилитација на деца со попреченост, кој треба да работи во 2 смени по 4 часа и кој ќе биде прв од таков тип во земјава.
Пред да се реновира и преадаптира просторот наменет за центар за лица со попречености во средното текстилно училиште во Штип, треба да се обезбеди стручен кадар кој ќе работи со децата со посебни потреби. Исто така, управниот одбор или раководителот на центарот треба да биде од редовите на родителите на децата, кои оваа функција ќе ја извршува и бесплатно, смета Зоран Мјалков, татко на деца со аутизам. Вана рехабилитација на дечињата, значи работа логопеди, дефектолози, физиотерапевти со овие дечиња и други стручни луѓе, и многу е битно и негуватели кои што пред се човечката нишка ќе имаат спрема овие деца, значи многу битна терапија со игра и љубовта. Овој центар кога ќе профункционира, ќе биде прв од ваков тип во Македонија, а родителите инсистираат да има и видеонадзор за да се следи работата со децата. Ќе работи во 2 смени по 4 часа. 4 часа не е скратено работно време, барем во тие 4 часа. Ние би сакали и 8. Значи има родители што работат по 8 часа. Меѓутоа во тој случај многу помалку деца би опфанил и ќе ги замориме за родителите од почеток за разбивање, затоа што за сите барем малку. Значи до сега немавме ништо, барем 4 часа би било во прво време джекпот за нас. Следен чекор ќе биде отворање на центар за младинци, во кој тие би сеоспособиле да работат на производство на екоздрава храна. Кој што ќе ни биде даден од швајцарски родители, тие го имаат развиено, и тие го имаат низ Швајцарија, имаат такви веки предпријатија кои што се општествено помогнати. Целта е децата и младинците да бидат активно вклучени во сите сфери, да не бидат на издршка, туку и самите да можат да придонесат на свој начин во општествениот живот. За Сител, Трајан Ристовски. Вкупните приходи од наплатена патарина за првите 9 месеци од годинава изнесуваат 58 милиони 725 илјади евра, информираат од јавното предпријатие за државни патишта. Во септември годинава прометот на наплатните станици изнесува 402 милиони денари, а во летните месеци, кога е највисока фреквенцијата на возила, биле инкасирани 494 милиони во август, 470 милиони во јули и 400 милиони денари во јуни годинава. Најпрофитабилна е наплатната станица Романовце, а најниски се приходите на Кадрифаково. Од јавното предпријатие велат дека електронската наплата достигнала 35% од вкупните патарини. Растот на цените ги редуцира посетите на граѓаните и туристите на угостителските објекти во Охрид. Се поскапо седнувањето во ресторани и кафеани. Ако порано почесто се седнуваше на ручек, со последните поскапувања тоа станува луксус. Цените на угостителските услуги во октомври во однос на истиот месец од претходната година се зголемени за 3,9%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Добрите познавачи од областа на туризмот сметаат дека не смее драстично да се зголемуваат цените, бидејќи тоа се одразува негативно врз бројот на посетители. На почетокот направивме една обсежна анализа во делот на Booking.com, во делот на оние резервацијски системи, каде што во јуни месец, односно веднаш по мај месец, веднаш по великденските празници, беше евидентно дека цените беа многу високи, па наеднаш дојде до на дампинг цени, се намалија цените, но резултатите и ефектите беа малку задоцнети, значи требаше околу месец дена да поминат за да може тоа да резултира со ефектуирање на тие одлуки кои што се донесоа. Лекцијата се научи, значи не смееме никогаш драстично да ги зголемуваме цените, тоа веднаш се одразува негативно и трендот навистина се намалува во делот на туристичките посети и ноќевања. Позитивно е тоа што за разлика од минатото сега имаме продолжување на сезоната во главниот туристички центар, но неопходно е формирање на локални, регионални и национална туристичка организација. Не сме да има вакви драстични флуктуации, односно вакви контрасти. Се што се прави треба да се прави постепено и пред се тука можем да кажем дека се уште не постои едно тело на локално, регионално и национално ниво кое што би можело, односно повеќе тела кои што би можеле да бидат како еден чадор
во делот на туристичките текови. Инаку кумулативно, во периодот јануари-октомври 2025, според Државниот завод за статистика, цените се повисоки за 5,1% во споредба со истиот период од 2024 година. Нина Ритоновска, Сител телевизија.